Наместо поевтинување, граѓаните сведочат на нов бран поскапување на цените во маркетите. Иако од владата најавија мерки за долгорочни резултати, сепак граѓаните на терен велат дека трговците повторно мудруваат. Наместо олеснување во маркетите, според нив се прават трикови, се намалува количината, а цената дури и повисока. Скапо. Скапо е, поевтинување нема, што најавуваат. Не знам. Нема ни број на кого да се јавиш, ни инспекција оде, може и инспектори да нема, оправдано да е. Не знаеме, ние што ни се нуди, тоа земеме. Трговците си прават, формират си цени, различни маркети, различни цени. Луѓето немат друг избор, освен да се снаоѓаат, ако се купувале по 1 кило, сега да купуваат по половин кило. Друго, некаде и труват со мали грамажи. Да речеме, шеќеро беше едно време кило, па 900 грама паковката, па 800 грама. И не само на шеќеро, има и други, да речеме, со зајтини исто така. Цените у продавници се многу скапи. Тоа значи не се издржува. Улезеш секој ден кој што чини се цена мене. И затоа стандардот е малку нисок. Тоа ти са малку пари што ни нешто покачат, треба многу повеќе да се качи. Од една страна качат, од друга страна по продавниците ни качат и кога речеш па ништо не стасува. Скапи се, да. Поскапо и поскапо, никакво намалување нема. Не верувам. Дополнителна болка за многумина е отсуството на најблиските. Граѓаните велат дека своите блиски ги гледаат само еднаш до 2 пати во годината. Избегаа, и моите избегаа. Цално е. Криво ни е. Си дојдат, па одат си, па плакање, па тоа. Тешко е, да. Младите ни бегаат, децата ни бегаат, ние сами останеме старите и така да... Жално е. Инаку дури се водат предвидените мерки од страна на владата, останува прашањето дали пазарењето ќе стане секојдневна борба за секој денар или конечно граѓаните ќе видат вистински чекори за нивната заштита.